Финансискиот скандал со тетовската печатница Арберија Дизајн и со фирмата Арс Ламина од Скопје отвара големи сомнежи во јавноста, откако Министерството за образование во 4 очи склучило 2 договора тешки близу 5,3 милиони евра. За скандалот да биде уште поголем покрај овие два, Министерството склучило уште 25 нови договори суми вредни стотици илјади евра. Телевизија Алфа веќе ги објави договорите склучени во 4 очи. На двата, но и на останатите 25 договори потпишан е министерот за образование Арбер Адеми. Во делот на известувањето на Бирото за јавни набавки стои дека сите 27 договори биле склучени од 14 до 16 август оваа година, за час поскоро истите да стапат на сила. Од ресорното Министерство за образование тврда дека тие само ги продолжиле веќе склучените договори. Во договорите со фирмите потпишани од министерот во член 3 пишува дека целата постапка е спроведена без претходно објавување оглас за откуп на учебници, односно во 4 очи. Министерството согласно потпишаните договори со овие фирми се обврзува дека половина од сумата ќе им биде исплатена до 30 декември годинава, а останатиот износ од ДДВ ќе биде исплатено до 30 мај 2019 година. Инаку првите две фирми добро и се познати на македонската јавност. Според пишувањето на порталот Призма, фирмата Арберија Дизајн се јавува како најголем донатор на ДУИ за 2015 година со 20.000 евра. Извештај доставен до Државниот завод за ревизија. Инаку Арберија Дизајн е формирана од 95-та година, а како управител се јавува Хасим Хамзаи, непознат во јавноста. Инаку првиот договор бил потпишан кога со Министерството раководеше Абдулаќи Мадеми и вториот и најголем е од времето на Пиштар Љуфтију, а фирмата била избрана за истата набавка и лани со Рената Десковска на чело на Министерството. Убедливо најголем корисник на услугите на фирмите било Министерството за образование под раководство на министрите Адеми и Љуфтију. Но од архивата на јавните набавки може да се види дека најголем број склучени договори се од институции раководени од ДУИ. Меѓу нејзините најредовни муштерии биле јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура, потоа општините Тетово и Гостивар, Фондот за пензиско осигурување, Секретаријатот за европски прашања и за спроведување на рамковниот договор, потоа Министерството за правда, Македонска пошта, како и Државниот универзитет во Тетово, на чие чело е ректорот Вулнет Амети, поранешен пратеник од ДУИ. Инаку ова не е прв скандал што го дрма Министерството за образование. Веќе подолг период истото плете многу скандали, односно договори кои се прават во 4 очи. Станува збор за милионски суми кои се плаќаат со граѓански пари и токму затоа Министерството должи одговор зошто толку често во нивно работење се појавуваат вакви договори. Колку за потсетување, со доаѓањето на власт на СДСМ, експресно се укина контролното тело за јавни набавки. Тоа значи дека државните институции губат контрола ако се знае дека годишно се распишуваат стотици милиони евра народни пари за функционирањето на институциите во државата. Па така на овој начин се отвораат нови можности околу злоупотреби на целиот процес и се отвора можноста за корупција.